Институциите си ја префрлаат вината за чистењето на депонијата со арсен во Кумановско. Новата година дојде, проблемот со загадувањето на воздухот остана. Телескопот Джеймс Веб на НАСА успешно го постави својот последен дел во Вселената. Што е следно? Здраво на сите, ова е првата епизода на Шорткат во новата 2022 година. Јас сум Кика и ќе ви ги пренесам најзначајните вести и случувања од изминатите десетина дена. Почнуваме веднаш. За почеток да подсетиме како помина новогодишната прослава во главниот град. За прв пат по долги години, локалната власт во Скопје не организираше огномет при дочекот на новата година. Сепак, како што може да се види од фотографијата, скопјани не потврдија во поглед на искористените пиротехнички средства точно на полноќ. Инаку во втората година од третата деценија на 21 век влеговме со истите проблеми од минатиот век. Загадувањето на воздухот уште во првите денови од годината беше екстремно висока. Така, например, концентрацијата на PM10 честички во лисича изминатите денови се движеше од 160 до речиси 200 микрограми на метар кубен. Слично беше ситуацијата и во општина Центар, но и во некои градови од внатрешноста. Например, Струмица и Тетово. Загадувањето на воздухот и опасностите по здравјето се главната тема за која ќе зборуваме подетално денеска. Во екот на глобалната енергетска криза и поскапувањето на струјата и парното, повторно се поставува прашањето за тоа како да се затоплуваат домовите. Негативното влијание што енергетската криза ќе го предизвика врз аерозагадувањето е проблем во најава. Кои се вистинските чекори што треба да ги преземеме за да го спречиме аерозагадувањето? Погледнете во прилогот што следи. Меѓународната енергетска криза, потребата за увоз на скапа струја од странство и високите трошоци за нејзино производство ја зголеми цената на електричната енергија. Поголемите сметки за струја од 1 јануари, како и шпекулациите дека би можело да има рестрикции на струја, доведоа до тоа голем дел од домакинствата да купуваат печки за грејење на дрва. Огревното дрво е голем загадувач на воздухот, особено доколку се користи влажно и доколку печките не се соодветно исчистени. Затоплувањето на објектите заедно со загадувањето од индустриските оџаци, користењето на јагленот, патниот сообраќај и палењето на отпадот го предизвикуваат нечистиот воздух што сите ние го дишеме. Еколошките активисти потенцираат дека сите граѓани, а особено помладите, не треба да се сомневаат во бенефитите од сончевата енергија, бидејќи имаме над 230 сончеви денови годишно, кои можеме да ги искористиме за производство на струја. Инвестициите околу фотоволтаиците и околу обновливата електрична енергија мора да доаѓаат и од страна на државните институции, од страна на локалната самоуправа и од страна на граѓаните. Тоа мора да биде комбиниран напор кој што се вложува сега. Замената на печките на дрва со инвертер клима уреди помага во намалувањето на аерозагадувањето во густо населените места, но не треба да се сопре единствено на оваа мерка. Горијан вели дека европските истражувања покажуваат оти индустријата е посочена како најголем загадувач на воздухот во земјава. Без хипермрежа на сензори во главниот град, ние не може да знаеме каков ефект имаме со сите мерки кои што ги воведуваме. Покрај повеќе мерни станици во секоја населба. Горијан потенцира дека се потребни и огромни казни за загадувачите и непристрасни инспектори за да се бориме против аерозагадувањето. Воедно, општините ќе треба да инвестираат во велосипедската инфраструктура во Скопје и во останатите градови, да го спречат урбанистичкиот хаос со градењето нови згради, но и да го намалат создавањето на отпадот во депониите преку изведба на компостари за биолошки отпад. За да се реализира сето ова, граѓаните ќе мора да притискаат. Битно е дека секој од нас, секој скопјанин, секој граѓанин на овој град треба да се бори за квалитетот на воздухот, бидејќи не може, како што видовме природов, да седиме да се надеваме дека чистиот воздух ќе ни падне од небо. Нема. Наша е борбата и мора сериозно да почнеме да го бараме она кое што е наше човеково право.
Инаку, податоците на Европската агенција за животна средина говорат дека Скопскиот регион е на европскиот врв според бројот на предвремени смртни случаи поради енормното загадување со PM2,5 честички. Бројката од над 200 предвремено починати лица на 100.000 жители од ваквите штетни честички треба сите нас да не поттикне на промени. Кон средината на декември објавивме прилог за депонијата со арсен во Кумановско. Еден месец подоцна, институциите кои се задолжени за чистење си ја префрлаат одговорноста. Испративме прашање до општините Липково и Куманово, како и до Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за образование и наука. Ги прашавме дали е возможно да постават барем табли за информирање за опасноста по човековото здравје од арсенот, како и дали може да се огради депонијата со арсен. Да подсетиме, на околу 100 метра воздушна линија од арсенот настава следат учениците од основното училиште Ридлија, кои што се секојдневно изложени на опасноста да вдишат арсен. Одговори добивме единствено од општината Липково, од каде велат дека нема простор за преместување на учениците во другите училишта во околните села, бидејќи бројот на основци што ја следат наставата е голем. Од општина Липково велат дека најдобар начин за решавање на опасноста од труење на учениците е да се тргне целосно арсенот. Тие додаваат дека претходно имало информативни табли, но тие биле отстранети. Од општина Куманово пак и од Министерството за животна средина велат дека не се надлежни. Српскиот град Нови Сад стана Европска престолнина на културата за 2022 година, заедно со литванскиот град Каунас и градот Еш во Луксембург. Богатата програма на културни настани започнува денеска со програмата Дочак 7530. Постанувањето на Европска престолнина на културата ќе се одбележи со мултимедијалната представа Зенитеум 2022 на режисерот Драган Живадинов на еден од главните новосадски булевари. За време на свечиното отворање на 13 јануари ќе се одржат изложби, концерти и перформанси на повеќе од 40 различни локации во Нови Сад. За на крај ја носиме веста за најголемиот телескоп кој е некогаш создаден – Джеймс Веб. Телескопот на 8 јануари успешно го расклопи својот преден панел на огледало во Вселената. Тимот на НАСА сега треба да го испрати телескопот на неговата финална дестинација на 1,5 милиони километри оддалеченост од Земјата. Со помош на инфрацрвени зраци, Джеймс Веб ќе може да погледне во длабочината на далечните галаксии и да му помогне на човештвото подобро да ја разбере Вселената и нејзината еволуција. Тоа е последната вест за првата епизода на Шорткат во оваа 2022 година. Следете на Инстаграм и Фейсбук и информирајте се преку рубриката за млади ЗТРЛЗ на meta.mk. Чао, чао!